Вака понатаму не може. Овој балон еден ден, порано или подоцна ќе пукне со сите катастрофални последици што од тоа ќе произлезат. Со овие зборови поранешниот претседател на Македонија Бранко Црвенковски го кажа својот став за моменталните случувања во земјава. Тој испрати низа сериозни и големи критики за економијата, корупцијата, надворешниот долг на државата, но посебно се осврна на подпишаниот договор со Бугарија. Вели тој наместо да донесе добро за Македонија, само ја отвори Пандорината кутија и создаде простор за големи барања, кои источниот сосед секојдневно ни ги испорачува. Преспанскиот договор со Грција, кој јас не го сметам за добар, уште помалку за идеален, туку за избор на помалото зло, сепак затвори едно тешко отворено прашање. Договорот со Бугарија не само што не затвори ниту едно прашање, туку напротив ја отвори Пандорината кутија и создаде основа за цела серија барања од страна на Бугарија, кои до таа мера задираат во нашиот национален идентитет и историја, што компромис едноставно не е можен. Црвенковски кажа дека е посебно проблематично што бруто надворешниот долг на Македонија пораснал за повеќе од 10 милиарди долари, порачувајќи дека сме држава која живее на кредити, а кој живеел од кредити според Црвенковски умирал на рати, велики дека Македонија не е корумпирана држава, порача дека е потребна платформа која ќе донесат сите едногласно за средување на проблемите. Платформа со која ќе се дефинираат начините и средствата за справување со корупцијата. Според мене треба да се почне со елиминирање на коруптивното финансирање на политичките партии. Ако со помош на корупција се освојува или сочувува власта, тогаш немаме никакви шанси да ја победиме корупцијата во државата. Дека корупцијата е рак рана во Македонија говореше и првиот човек на државата Стево Пендаровски, порачувајќи дека тоа е проблем кој мора да се реши, говорејќи за евроинтеграциите, порача дека мораме да ги заштитиме националните интереси, бидејќи вели чуму ни Европска унија, ако немаме нација. Во овој контекст е многу битно да се намали нивото на корупција, особено високата корупција, затоа што ги става во подредена ситуација граѓаните кои плаќаат даноци и воопшто ги демотивира да ги почитуваат законите, го оштетува буџетот и економската основа на земјата и не помалку важно, ја руши довербата на луѓето во институциите на сопствената држава. Околу состојбите во Македонија говореше Ѓорги Иванов. Тој порача дека Македонија е моментално хибриден режим кој се движи кон автократија, каде корупцијата е страшно голем проблем, но порача и дека на Македонија во моментов и требаат луѓе кои не се срамат од македонизмот. Денес на Република Македонија повеќе од кога и да е и се потребни луѓе. Луѓе кои со гордост ќе се изјаснуваат дека се македонци, дека се македонски народ. Луѓе кои говорат и творат на македонскиот јазик дури и кога некој друг го негира. Луѓе кои ќе се гордеат со нашите историски дострели, личности и настани кои сега некој сака да ни ги одземе. Првиот човек на Ману, Љупчо Коцарев, упати сериозна критика кон политичарите кога се во прашање националните интереси на државата. Денешните политичари се слуги на дневно-политичките и геостратегиските интереси, а не на државотворните интереси што денес заеднички ги славиме. Но овој свечен научен собир организиран од Ману покрај Црвенковски, Иванов и Пендаровски се обратија представници од кабинетите на поранешните први луѓе на државата, Киро Глигоров и Борис Трајковски, односно Живко Кондев кој беше шеф на кабинетот на Глигоров и Владо Поповски кој му беше советник на Трајковски.